Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата, на оваа седмица имам 3 прашања и сите 3 се до премиерот Зоран Заев. Првото прашање, односно корпус на прашања, се однесува на прво катастрофалните, ужасни, поразителни економски индикатори, како и назадување на Македонија на еден куп релевантни листи, каде што Македонија гледаме дека евидентно секоја недела, секој месец и секој квартал и тоа како се уназадува. Одиме поред. Господин Заев, вие ја предводите владата, која што има убедливо во историјата на Македонија најслаб, најлош економски тим и убедливо најлоши резултати. Аргументацијата. До октомври реализацијата на капиталните инвестиции изнесува 27%. Почитувана јавност, почитувани граѓани, Република Македонија обично има реализација на капиталните инвестиции од 70 до 80, некогаш дури 88%. Годината речиси заврши, реализацијата на овој тим кој што седи лево од вас и позади вас е 27%. Никогаш полошо. Во Македонија имало и војни, и кризи, и политички кризи, и избори, и одложени избори, и се останато. Реализацијата била по 80%. Сега е 27%. За да се разбереме за што мислам. Замислете, почитувани присутни, кога во некоја болница или амбуланта би дошле 100 луѓе за интервенција и кога само 27 би биле примени. Замислете кога, не знам, господјата која што го пишува стенограмот за оваа седница, наместо 100 реченици, ќе напише 27 реченици. Замислете кога новинарите кои што се тука, во тек на еден месец требале да направат 100 прилози, да направат 27 прилози. Замислете кога некој кој што работи во автотранспорт, наместо да извози 100 километри, да извезе 27 километри. Замислете кога некој во фабрика за било што, за било кој производ, за цигли, за раноградеански производи, за било кое производство, наместо 100 производи, ќе произведе 27 производи. Што ќе се случи? Ќе се случат разрешувања и отпуштања. Овој муабет, овој разговор, овие прашања, ги имавме пролетоска, ги имавме летоска, последен пат на пратенички прашања ги имавме во месец јули. Најавата и одговорот секогаш беше ист. Ке се подобри, ке направиме повеќе напори, ке ги ургирам, ги повикувам министрите и така натаму и така натаму. Бројките не само што не се подобруваат, туку се влошуваат, најмалку во историјата. Значи, време е за разрешувања, време е луѓе да си одат, затоа што било кој вработен во Македонија, дали е приватен сектор, дали е јавен сектор, во било која држава, со реализација од 27%, каде што годината речиси поминала, би му се заблагодариле до вербата и рекле, ке побараме некој друг. Трпи економијата, трпи стопанството, трпи БДП. Почитувани присутни, Македонија е земјата која што има проекција за најмал, убедливо најмал раст на БДП во регионот. Ниједна друга земја. Проекцијата на ММФ е 1,6% раст. Истовремено, околните земји немаат 10%, 15% или 20% повеќе раст од нас. Имаат проектиран двојно поголем раст. Кога регионот расте со 4%, проекцијата за Македонија е 1,6%. Тоа македонските граѓани ги чини 200 милиони евра. Таа парализа на институциите, таа неспособност, таа неодговорност, тоа отсуство на иницијатива, граѓаните на Република Македонија ги чини 200 милиони евра помалку од дадена вредност. Значи, ви имате предвидено 392 милиони евра да вложите, досега имате 100 милиони евра, кој што едноставно е тотално потфрлање и фијаско. Во делот на задолжувањето, досега, како влада на Република Македонија, ја имате Македонија задолженост од 930 милиони евра, имате вратено 630 милиони евра. Дополнително имате додадено 300 милиони евра борч, 300 милиони евра долг. Тоа ви речиси 1 милион евра дневно.
Значи, зголемување на заложувањето, наследивте 39% заложување, сега е веќе 48%, следнава година за прв пат ќе ја пробиете границата од 50%, ќе одиме до заложување од 55%. Значи, нема капитални инвестиции, единствено што се отвара се сендвичара, друго немаме видено 6 месеци назад. Отворена е една сендвичара за пилешко месо, која што не знаеме дали работи или не. Дали имаме нова фабрика за автобуси, дали имаме нова фабрика за кабли, дали имаме нова фабрика за автоделови? Немаме. Дали Југохром проработи? Не проработи. Југохром е затворен, 700 луѓе седат дома, и македонци, и албанци, и сите останати. Дали дојде Фейсбук? Дали дојде Google, кои што беа најавени пред една година? Апсолутно не дојдоа. Има навистина огромен број на прашања кои што се наметнуваат, но основното е да го погледнеме семафорот, да ги погледнеме резултатите, да ги погледнеме бројките. Македонија според сите можни индикатори никогаш полоша не стоела. На светскиот индекс за глобална компетитивност имаме пад од 600 место на 84-то. Последни во Европа. Последни и најлоши во Европа. Полоши и од Косово, и од Молдавија, и од Украина, полоши од Азербејџан, полоши од Грузија и така натаму, и така натаму. Далеко од било каква централна и источна Европа. Значи, апсолутно е време за разрешување. Имате 28 министри, во ред 1, 2, 3 тераат на дворешна политика, но го имате најголемиот кабинет во историјата на Македонија, најмногу министри, иако Шекеринска и најави дека ќе се редуцира, а резултатите се такви какви што се. Времето е кратко, има уште многу да се зборува, но тоа ќе го направам во дополнителните прашања. Второ прашање. Господин Заев, помина еден месец од референдумот на 30 септември. Моево прашање е: зошто не преземате ништо, буквално ништо, за евидентното полнење на кутии, 50.000 ливчиња кои што го видовме низ еден куп избирачки места? Во Македонија се вратија времињата, каде што одзив, под наводници одзив, на избирачко место е 96%, 93%, 91%, 88%. Во Македонија е постигнат неславен светски рекорд, каде што за половина час, под наводници половина час, под наводници гласале 500 луѓе, а не се ни потпишувале ни избирачкиот список. Значи, ние имавме ситуација 2016 во декември, каде што избирачкиот одбор од Теарце 3 пати доаѓаше во Скопје, каде што овластен судски вештак го гледаше подписот на господјата од Гостивар, дали е незин подписот, дали не е, како бил скинат кочанот и така натаму. Сега имаме ситуација на 50.000 наполнети ливчиња, каде што за половина час 80% од избирачите под наводници гласале. Дали ќе има акција од обвинителството, дали ќе има акција од МВР, дали ќе има акција од било кого? Не смее да дозволиме тоа да помине неказнето. Ние се враќаме во 90-тите, се враќаме 20-25 години наназад, во ситуација каде што одредени типови по општините, после тоа година, 2-3 ќе прават зулум по општината, ќе тероризираат локално население, ќе уништуваат семејства и локални бизниси, затоа што ќе сметаат дека се недопирливи. Најмногу од тие кои што полнеа кутии ќе проплаче локалното население. Морате да упатите порака дека тоа нема да биде неказниво, дека не е нормално во избирачко место каде што на претходни локални избори или на парламентарни избори имало излезност 27% или 30 или 35%, одеднаш за половина час да има излезност од 96%. Одговорни сте, месец дена ништо не преземате, ако ништо не преземете, логично се поставува прашањето дали некој е заштитен од такви дела и недела. И последното, трето прашање, господине Заев, кажете што конкретно имате направено за албанците во Република Македонија. Многу ве поддржаа, имаа голема верба, но огромно е разочарувањето од СДСМ, од вас како Зоран Заев, од вашите кадри во еден куп општини,
во кој што албанското население ви даде доверба, а каде што ниту имате Благодарам. инвестиции, ниту има вработување, и Благодарам, има Јосиф. целосно разочарување Има од политиките на збор. Социјал-демократскиот сојуз. Благодарам.